Значи, во Тетово недела дена пред тоа, па и мисламе и подолго, прво се размислува како да бидат децата облечени. Друго се размислува во однос на масата, ако била минатата година на еден начин наместена, сега на друг. Ако нешто се припремало порано, сега например сака да го направи подруго. Но во оваа моментална состојба, пошто сите се жалиме нема, сите од нас, како и да е, за тој ден си прилагодуваме на тоа што го имаме и секако ќе биде со љубов поделено и направено. Таа традиција ми дава многу повеќе пострек дека празникот е за во семејството. Празникот се празнува во куќата каде што живееш, создаваш, креираш, одгледуваш и затоа кај нас во Тетово домакинките прво ја припремаат масата, припремаат за доаѓање на дечињата со дедовци, после со родителите, со чичковци, со фамилијата, во секој случај мажите и децата идат да честитаат празник, додека жените пречекуваат. Значи, во која куќа православна да влезете, секогаш има некој да ви отвори врата, а после пладне сите домаќинки, затоа што кај нас градот е толку мешан да нема град кај што се чисто македонци или чисто албанци, да речеме, или од други вероисповести, веќе од утрото дечињата во малото каде што живеам јас знаат дека после 14 часот ние им делиме јајца на сите на првиот ден Великден. Вториот ден Великден се посетуваат покојните и мислам дека редот и понатака треба да остане таков, затоа што заслужува внимание и од едните и од другите и сите го уживаат на свој начин. Домакинката да спреми, децата да добијат јајца и париче и тоа што нормално следи како подарок, но љубовта која треба да се сподели, која многу долго време ни недостасува, посебно овие 2 години со пандемијата, една моја порака. Споделувајте ја љубовта, ќе ви се возврати. Не се оптеретувајте со нешто што не зависи од вас, а од вас зависи само да го прославите Христовото воскресение. Христос воскресе, навистина воскресе. Едно прашање, нели?